Голем поздрав, драги ученици! Добре дојдовте на оваа видеолекција. Во нејзе ќе другарувате со математиката и со мене, одделенскиот наставник Марија Ризанова. Овој час е наменет на учениците од пето одделение, но и за сите оние што ја сакаат математиката. На овој час ќе ги разгледаме проблемските ситуации со кои се сретнуваме при делење на повеќе цифри со едноцифрен број, секогаш кога деленикот е помал од делителот. За реализација на овој видеочас, ученици, ќе ви биде потребен прибор за пишување. Ако го немате до вас, ве молам, стиснете пауза на видеото и обезбедете го. Откако ќе бидете подготвени, стиснете видеото да продолжи, со што ќе продолжите со следење на оваа видеолекција. Ако сте подготвени, почнуваме. На овој час ќе ви бидат презентирани решенијата на следните проблемски ситуации на кои што наидуваме при делење на трицифрен или повеќе цифрен со едноцифрен број. Проблемска ситуација каде првата цифра на деленикот е помала од делителот. Проблемска ситуација кога деленикот е помало од делителот, но не е прва цифра. И трета проблемска ситуација каде деленикот е 0 и е помал од делителот. Одиме со првата проблемска ситуација, каде што првата цифра на деленикот е помало од делителот. Со оваа проблемска ситуација ќе се запознаеме преку следниот броен израз. 736 поделено со 8. Ајде сега накратко само да се потсетиме со основното правило за делењето. Кога делиме, секогаш кај деленикот ја бараме цифрата со најголема вредност. Во трицифрен број, најголема вредност има цифрата што стои на позицијата кај стотките. Во нашиот случај, тоа е цифрата 7. И почнуваме 7 поделено на 8. Не може, бидејќи 7 е помал од 8. Односно, 8 не се содржи ниту еднаш во цифрата 7. Во таков случај, каде што првата цифра е помала од делителот, кон незе се приклучува и втората цифра. Па така ги читаме заедно и првата и втората цифра, и во нашиот случај тоа се цифрите 7 и 3 и заедно го даваат бројот 73. И сега 73 поделено со 8 ни е 9, 9 по 8 72. Остаток 1. Веднаш до остатокот ја спуштаме следната цифра, тоа е цифрата 6. Го добивме 16. 16 поделено на 8 ни е 2. 2 по 8, 16. Остаток немаме и за спуштање веќе цифри. Значи, завршивме со операцијата делење. Второто основно начело при делењето беше секогаш, откако ќе завршиме со операција делење, да си направиме проверка дали ни е точен добиениот количник. Ајде сега да видиме. Проверката се вршеше на тој начин што добиениот количник го множевме со дадениот делител и требаше да го добиеме дадениот деленик, односно да го добиеме 736. Сега, пред да почнеме со множењето, да се потсетиме на основното начело за множење. Ако кај делењето почнувавме со најголемата вредност, кај множењето, ученици, почнувавме со цифрата со најмала вредност. Во овој двоцифрен број, помала вредност има цифрата 2, бидејќи е кај единиците. И секогаш почнуваме од единиците. Дали бројот ќе не биде двоцифрен, трицифрен, четирицифрен, и не е проблем. Секогаш множењето го почнуваме од една позиција. Тоа е позицијата на единиците. И сега, 2 по 8, 16. 6 пишуваме, 1 памтиме. 9 по 8, 72 и 1, 73. Значи го добивме бараниот деленик. Ова е доказ дека точно сме извршили операцијата делење. И сега само накратко да се потсетиме како решивме проблемска ситуација каде првата цифра на деленикот е помала од делителот. Ја решивме на тој начин што ги читавме првите две цифри заедно. Се надевам дека го разбравте начинот на решение на проблемска ситуација каде првата цифра на деленикот е помала од делителот. Одиме со втората проблемска ситуација, каде што деленикот е помал од делителот и не е прва цифра во деленикот.
Даден ни е бројот 8162 да го поделиме со 4. Почнуваме со најголемата вредност. Тоа се илјадарките. 8 поделено со 4 ни е 2. 2 по 4, 8. Остаток немаме. Ја спуштаме следната цифра, цифрата 1. 1 поделено со 4 не може, бидејќи 1 е помал од 4. Но, бидејќи цифрата 1 не е прва на позиција, не може веднаш да донесе да ја спуштиме следната цифра, па да извршиме делење. Цифрата 1 се наоѓа во втора позиција овдека сега. И таа стои на позицијата стотки. Откако ги поделивме илјадарките. Наред е да ги делиме стотките, но стотките се мали. Не може да ги поделиме. И секогаш кога ќе наидеме на ситуација кога не може да поделиме, ние на позицијата каде што треба да стои количникот ставаме 0. Откако ја запишавме нулата на позицијата каде што треба да се запише поделени стотки, ние дори тогаш на цифрата 1 ќе испуштиме следна цифра, тоа е цифрата 6. И сега стотките ги делиме заедно со десетките во збирот на десетки и добиваме 16 десетки, да ги делиме со 4, ќе добиеме 4. 4 по 4, 16. Остаток немаме, но имаме следна цифра за спуштање. Двојката. 2 поделено со 4. Повторно истата ситуација. Деленик помал од делител. Не е на прва, сега е на последна позиција. Кога беше во средина, допишавме 0 и до него спуштивме следна цифра. Сега, кога е на последна позиција деленикот, што е помал од делителот, повторно запишуваме 0. Но, откако ја запишавме нулата, немаме сега што да спуштиме до него, бидејќи тој беше позиција единици. Што се случува сега, ученици? Сега, овие два останаа неподелени. На нивната позиција запишавме 0, но 0 по 4 ни е 0. Овие две остануваат неподелени. Па затоа ги запишуваме како остаток. Во делењето може да се продолжи и понатаму, меѓутоа ќе се добие како крајен резултат, како количник, децимален број. За овој час не ни е предвидено делење со децимални броеви. Во некој од наредните часови ќе ви биде објаснето како делиме повеќе цифрени броеви со едноцифрени броеви или двоцифрени броеви и каде што количникот ќе биде децимален број. Засега се задржуваме само добивање количник цели броеви. Одиме со проверка. 2040, ако го помножиме со 4, треба да го добиеме 8162. Ајде да видиме. 0 по 4 е 0. 4 по 4 16. 6 пишуваме, 1 памтиме. 0 по 4 е 0 и 1. 1, 2 по 4, 8. Го добивме 8160. Овдека го имаме 8162. Ни достасуваат 2. Што се случува сега? Овој остаток дечиња, што го добивме како неподелени последните две единици, задолжително треба да го запишеме и кај количникот, со тоа што, кога ќе вршиме проверка,
овие две како остаток треба да му се додадат на бројот што сме го добили. Па така, на 8160, кој ќе ги додадеме овие два остаток, ќе го добиеме 8162. Тоа е оној број што ние го баравме, деленикот. Да повторам уште еднаш. Откако ќе наидеме на ситуација каде што не може да делиме, бидејќи делителот е поголем, а цифрата не е на почетокот, туку е некаде во средината деленикот, секогаш на позицијата која што ја делиме запишуваме 0. Откако ќе ја запишеме нулата, дури тогаш го спуштаме следниот, тоа е шеската. Добивме 16. Тогаш продолживме со делењето. Но во случајот каде што цифрата беше последна, запишавме 0, но немаше што да спуштиме, затоа тоа ќе ни биде остаток. Овој остаток мораше да го запишеме горе, кај количникот, за да не го заборавиме кога вршиме проверка, да си го додадеме на добиениот број. И сега за крај да се подсетиме како го решивме овој проблем, кога деленикот е помал од делителот, но не е прва цифра на деленикот. Проблемот се реши на тој начин што секогаш запишувавме 0 во количникот. Секогаш. Се надевам, ја разбравте постапката, како делевме помал деленик со поголем делител. Одиме сега на третата проблемска ситуација, каде што деленикот е 0. Нулата е помала од сите. Имаме броен израз 6090 поделено со 3. Почнуваме со цифрата која што има најголема вредност, во нашиот случај тоа е цифрата 6. 6 поделено на 3, 2. 2 по 3, 6. Остаток немаме. Спуштаме следна цифра, 0. 0 поделено на 3. Во претходните лекции учевме дека со нулата не може да делиме. Нулата е ништо. Значи, ако немаме ништо, не може ни да го делиме. Но овдека, дечиња, нулата не е сама. Таа е во позиција на стотки, а пред нез имаме цифра што е различна од 0, што значи овдека нулата има вредност. Таа вреди 60 стотки. Значи, ако нулата има вредност, треба да ја запази својата вредност. Како ја запазува, дечиња, во вакви ситуации нулата вредност? Ја препишуваме во количникот. Значи, нулата не може да се подели, но таа пак како нула ќе си остане во количникот препишана. Откако нулата сме си ја препишале овдека, одиме по ред со следната цифра, тоа е цифрата 9. 9 поделено на 3 ни е 3. 3 по 3, 9. Остаток немаме, но имаме уште една нула за спуштање. И сега, што се случува? 0 поделено на 3. Секогаш кога не можевме да делиме, а имавме 0, ние нулата си ја препишуваме. Бидејќи немаме за спуштање други цифри. Делењето завршува со тоа што нулата си ја препишавме. Одиме сега со проверка. Добиениот количник 2030 да го помножиме со 3, дали ќе го добиеме 6090. 0 по 3, 0. 3 по 3, 9. 0 по 3, 0. 2 по 3, 6. Значи го добивме бараниот деленик. Со ова заклучуваме дека успешно сте извршиле операцијата делење. Ајде уште еднаш накратко. Секогаш кога ќе наидевме на 0 во деленикот, нулата си ја препишувавме и продолжуваме понатаму со делење. Кога нулата е последна, само ја препишуваме и со тоа завршува процесот на делење на овој броен израз. И
Уште еднаш, накратко. Проблемска ситуација, каде деленикот е 0, го решаваме на тој начин што нулата си ја припишуваме во количникот. Ова беше третата последна проблемска ситуација предвидена за овој час. Се надевам дека и не се добро ја разбравте. Ако сето она досега ви беше јасно, ќе ве молам на следниот наставен лист да се обидете да го покажете. Имате 5 задачи во кои што треба да се пресмета количник и да се направи проверка. Ве молам, стиснете пауза на видеото и обидете се сами да ги решите дадениве задачи, а потоа извршете проверка на точноста на добиените решенија на следниот слайд. Ова се точните решенија, а вие сами треба да откриете кое решение на која задача и припаѓа. Но имате и еден предизвик. Откриете го на трапникот. За крај имаме неколку дополнителни задачи за вежбање, за домашно, за занимација додека седите дома, за слободни активности. Како сакате, така прифатете ги, но обидете се да ги решите. Првата задача, дечиња, е да се пресмета количник и да се направи проверка. Она што го правевме на денешнава лекција. Втората задача е исто броен израз, но сега даден со зборови. Сами треба да откриете како се добива производ, како се добива количник и што треба да направите за да ги соберете. Третата задача веќе има поголема тежина. Тоа е текстуална задача во која што треба убаво да размислиме како да ја поставиме и како да ја решиме. Имате даден број што треба да се подели на 2 дела, со тоа што првиот и вториот дел не се еднакви. Првиот дел е 5 пати поголем од вториот. Ваше е да откриете кој се крие во првиот број, а кој во вториот број. Ви посакувам успешна работа. И за крај, драги ученици, се надевам дека ви беше интересно и корисно денешното другарување со математиката и со мене, одделенскиот наставник Марија Ризанова. Се гледаме на некој следен час, каде што ќе продолжиме со совладување на нови знаења и нови предизвици. Имате успех како во процесот на решавање задачи, така и во секој сегмент од вашиот живот. Довидување!